како што се приближува денот на изборите, така растат притисоците и заканите од ДУИ. Се употребуваат најразлични методи, како што се уцени, притисоци и закани. Ги принудуваат администраторите и сите вработени да направат списоци или во спротивно им се закануваат дека ќе ги избркат од работа. Се обидуваат да ги испласат луѓето со најразлични варијанти, со испраќање на SMS пораки, а од денес и со писма по пошта. Ова е уште едно кривично дело и укажува на тоа како Македонска пошта е во партиска служба на ДУИ, а не на граѓаните. Ова е исто така едно кривично дело од страна на Али Ахмети со злоупотреба на личните податоци на граѓаните. За ова ситуација се информирани сите дипломатски мисии акредитирани во Скопје. Еве ги писмата што лидерот на ДУИ Али Ахмети им ги праќа на граѓаните албанци и бара со уцени до нив да гласат за ДУИ. Почитувани администратори, полицајци, здравствени работници, наставници и сите други вработени, не наседнувајте на овие уцени закон, поради тоа што ДУИ и сега не е на власт, а после 27 април и воопшто нема да биде. Вие можете безбедно да излезете и да гласате. И со вашиот глас да го казнете ДУИ гласајќи за ДПА. А на 27 април, со победата на ДПА и незиното учество во новата влада, ќе заврши кошмарот за албанците.